Здраво, добар ден. Како сте? Квалитетно благодарам на прашање. Малце мокро, со оглед на ситуација, али многу добро. Си правил ли друг пат вакво интервју? У када сум правил многу различни работи, нема да веруваш какви све, ама интервју никогаш. Кажи ми, од кога музицираш? Од кога суштествуваш у музиката во Македонија? Јас сум малку слаб со години, не памтам. Од мој некој си 16 години, значи докачив гитара прв пат во рацете. И од тогаш, значи, нема да откријам колку години наназад е тоа, ама е поише од 2 децении. Што има ново кај Гуру Харе? Гуру Харе спрема нов албум, потпишав договор со издавачот, значи кај да е до крај на април, еве, ќе се осмелам да кажам дека ќе има и промоција. Вториот проект што го работам од поодамна Outmind, повеќе поврзан со електроника, работиме нов спот за една исто моја композиција Гласно и тоа очекувам да биде за една недела 2 готово, така што ете, новитети безброј. Кажи ми околу албумот нешто поподробно, колку песни, автори, дали све си ти one man show? Ќе ти кажам вака. One man show не сум, бидејќи не се работи за програмирана музика, туку за свирена музика, а со тоа што секој што придонел, што засвирал на албумот, го сметам како дел од албумот. Албумот ќе се вика Overdose од Blues. Тоа е и наслов на една од песните, на која ми е гостин Игор Џамбазов, со текст. Значи Overdose од Blues ќе има 12 композиции, 11 се мои, значи комплетно авторски, а 12-тата е Crossroads и тоа е инаку од еден стар блузер, Роберт Џонсон, таткото на блузот, и намерно избрав таа песна. Ја свирам сам со акустична гитара. Така ете една почит кон корените да оддадам. Инаку за музичарите, сакаш да ти кажам, најголемиот дел е снимен со моите стари пријатели Трајко Симоновски, Златко Михајловски Бумбар, Жарко Пејковски Жба или DJ Жба. Мите Димовски ми гостува, Ѓоко Максимовски на една песна, имам еден инструментал одличен заедно снимено. Покојниот сега веќе Оскар Салас, еден многу интересен лик што живееше пар години у Скопје и ми е мило што успеав со него да снимам една песна. Се вика Пријател. Инаку човекот у детството растал со Джако Пасториус во Њу Јорк. За оние неупатените, Джако Пасториус е за бас гитарата, исто што и Џими Хендрикс за соло гитарата. Соработувал како перкусионист и бубњар со Девид Бърн, Talking Heads, и ете имав чест со човекот да го снимиме тоа. За жал не стигна да чуе песната снимена, почина набрзо после тоа. Дамири Мери ми гостува на една песна. Познатиот клавиатурист Сашко Николовски, мој пријател на тромбон, Кире Кузманов саксофон, Трајче Велков труба, едни двајца ликови интересни, близнаците познати у Скопје како близнаците, некои ги знаат како Пука Козметика. Ете тоа нека биде една интригантна спојка, еден интригантен спој меѓу блузот и хип-хопот, песна од која сум многу задоволен и јас и сите оние што имале досега прилика да ја чујат. Тоа, не знам што друга ти кажам, другар ми Максо ја прави обвивката, дизајнот, фотографиите. И тоа би било. Ќе биде издаден албумот за издавачката Куќа 3, значи не класично за дискографска куќа, туку за куќа што издава книги. Одлучив така да биде. Добро, кажи ми чисто за процесот, колку време го снимаше. Тебе ова ти е прв албум? Да. Самостоен, како Гуру Харе. Па, слушај, верувал или не, на толку свирење и соработки, глупо ми е да зборам со кои све сум свирал изминативе 20-30 години, верувај сум свирал со сите, барем со сите што вредат нешто. Сум компонирал песни за други, сум аранжирал, сум свирал гитара, сум свирал по концерти, по турнеи. И на крај одлучив Етем Материјалов, го работев 2 години, со тоа што една композицијата, инструменталката со Мите и со Џоле, Ангел се вика песната, таа е сработена пред 10 години, одлучив да ставам на албум, пошто многу ми се свиѓа. Процесот беше партизански.
Значи, работено е по поише студија, во наводници студија, бидејќи тоа се воглавном домашни студија. Сега, нели, со новава компјутерска технологија, можеме и овде у Кадава да снимиме нешто. И ќе биде добро. Снимано е 2 години по разни студија, за да на крај мојот пријател Мите Димовски го тоа во неговото студио измикса, го смастерира и добивме еден производ што се надевам ќе остане подолго да се врти и да се слуша. Кажи ми, што мислиш за македонската музичка сцена, како автор и како познач? Па види, јас ја следам македонската музичка сцена, ме интересира се што излегува апсолутно во сите жанрови, слушам хип-хоп музика, слушам поп, кога ќе излезе некоја интересна песна. Сценава е супер. И студиото каде што ни е моментално во Макотекс, има многу млади бендови што вежбаат и цепаат супер. Сцена имаме, меѓутоа недостасува малку медиумски интерес и медиумска покриена, значи нити има со честни исклучоци, ретки се емисии за тоа, топ листи, не знам, весник немаме кој би третирал тој тип на култура. Кога тоа би го имало, ќе имаме појасен увид и во сцената. Инаку знам дека има многу добри бендови. Така што сцената е одлична, силна е. Кажи ми околу настапите, што си ги имал низ времево, низ овакво. Има ли некој што онака ти останал за секогаш во сеќавање? Па, слушај, кој што ти кажав, јас сум настапувал од со рок бендови, до джез постави, до поп артисти. Ајде ќе кажам 2, иако има сигурно многу повеќе, што ќе ги паметам, меѓутоа 2 што за секогаш ќе ми останат. Тоа е последниот концерт на Тоше Проевски на градски стадион. Не само затоа што излезе дека е последен, тогаш не знаевме ние дека е последен, едноставно имаше специјална енергија тогаш, нешто што едноставно се чувствуваше во воздухот. И последно беше минатата година со Кирил Џајковски, бидејќи соработувам и со него одам на турнеи. Минатата година свирев на Јаз, тоа е место во Будва каде што свиреа Ролинг Стоунси и Мадона. И тоа беше стварно величенствено да се стои на сцена тамо и да се гледа тоа непрегледно море од луѓе. Беше одлична атмосфера. Ете тие 2 би ги издвоил, инаку има за издвојување поприлично. Добро, а сега чисто за твојот проект, има ли некаков план за некаков концерт? Со оглед на ситуацијата, пак ќе речам и третманот на музиката овде кај нас, па и пазарот, големината на пазарот, значи не очекувам ја тука Борис Трајковски, би бил луд кога би очекувал такво нешто. Сакам да го промовирам во главном по клубови. Мене ме интересира тој реален, жив контакт меѓу публиката, знаеш. И музиката што ја работам, моментално, веројатно, не е толку популарен жанр. Се работи за рок, блуз, таква некоја музика. И има планови да ги свртам сите македонски клубови, ги има доста. А кај ќе ме одведе тоа? Навистина не знам, може би за 1 година од кога ќе се заврти албумот, ако има интерес, може и нешто поголемо. Тебе највеќе те препознаваат како човекот што стои одма до џамбаза. Значи вклучен си во сите негови проекти, дури мислам дека и една песна ти има посветена Игор. Па ми има и он мене, ама имам ја него посветено песна. Утре е нов ден. Песна со видео. Таа песна поише збори за неговиот живот отколку за мојот. Баш инспириран од него ја направив. Ама имам посветено и други песни, ама за тоа понатака. Инаку Игор Џамбазов, да, е популарна личност. Привлекува внимание и со тоа, со самото тоа некако и го промовира блузот и оваа култура, знаеш. А инаку јас сум со него, не знам у години да кажам колку, 15 години можеби или повеќе, од неговите сами почетоци, значи. Свирев гитара на неговиот прв албум, кај што е сликан гол на клозетска шолја, не знам дали го знаете. Тоа излезе на касета, па рачунајте кога било тоа. Значи пред 100 години, од тогаш тргна таа цела работа. Неговиот албум Ова не е блуз, тамо сум, значи, композитор на неколку песни, аранжер на неколку песни, бендот го собрав, го вежбав, гитарист и што ти уште не. И од тогаш
Трае таа релација, трае до ден денес, еве настапувавме скоро заедно и планираме уште некои настапи. Тој ми е гостин на албумот на песната Overdose од Blues. Така што ете. Имаш ли неостварена желба во досегашното битисување музичко? Од типот на соработка со некого или? Па и соработка со некого или можда, пример, порано да го направиш албумот, мислиш дека требаше можда? Види, ја требаше и можеше, тие две категории не ги сметам воопшто за валидни. Да требало, ќе сум го направил. Едноставно, таква ми е животната филозофија. А работите се случуваат тогаш кога треба да се случат, знаеш. Чудно е, можеби, после толку години работа, да ми е ова албум првенец, меѓутоа не се оптеретувам воопшто со тоа. Ми не знам ни кај ќе ме одведе се тоа. Интересите ми се широки. Сите се поврзани со музика. Неостварени желби не знам, у Борис Трајковски сум свирал лани, преклани со Џамбазов, направивме 11.000 луѓе дојдоа на концерт. Нешто што тешко некој во скоро време ќе го постигне. Градски стадион сум го свирал неколку пати, значи сум свирал Сава центар, Белград, сум свирал на Јасу, Будва. Не знам, немам некој вака желби, чудно. Желба ми е да излезе сега албумов, пошто малце ме смори да бидам искрен. Се буткам сам, од финансирање до се што треба, знаеш. И сакам само да излезе и потоа сум опуштен и ќе видам каде тоа ќе не одведе. Знаеш, најважно ми е луѓево да си ги потпевнуваат на крај песните и да им се допаднат, искрено. Тоа ми е онак. Не очекувам ни да заработам многу пари од тоа, едноставно мене ми е ова животен стил. Док можам да го правам, ќе го правам. Ти исклучиво од музика живееш, немаш таму day job? Ништо нема. Нема. Никогаш немало и ќе нема. Значи ти си доказ дека може во Македонија од музика да се живее. Како не бе, бато, еве ме жив, глеме. Ухранет добро сум. Може, напорно се работи многу, меѓутоа сегде треба напорно се работи. Знаеш, затоа сум морал, пак ќе ти речам, да свирам, можеби некогаш и музика што не толку ми се допаѓа. Наравно, никош не сум свирал турбо, некои шитови и такви глупости. Сум свирал лигав поп, што не ми бил можда по кеф, ама мораш да заработиш од негде и на крај да инвестираш у тоа што ти го сакаш. Значи, јас сум типче кој некад мора да свири тезги, за да си ги финансира собствените идеи и албум. Од прилика така. Кажи ми нешто што не те прашав, а што сакаш да го кажеш за гледачите на Бла ТВ? Па... Со желби гледам, а слабо стојаме. Човек без желби. Наредна тема. Стварно не знам. Кај црпиш инспирација? Инспирација за да живеам понатака или за творештвото? Не, за творештвото. За творештво чудна работа е. Знаеш, има така моменти, јас си ги препознавам, некој се бајле кој ќе станеш и нешто те јаде у душава. И едноставно тогаш седнуем сам, палам една цигара, мигара, кафе. И во последно време, значи, сум се извештил толку што песните ми излегуваат сами, текстовите ги пишувам брзо. Ми требаше многу време да си го најдам сопствениот јазик, искрено, не толку музички, колку текстуално. Ми беше предизвик на македонски. Outmind е проект кај што пеевме на англиски. Еве почнуваме и тамо сега да пееме на македонски и некако тоа најголема радост ми причини пишувањето на тие текстови. Знаеш, темите се, не знам, ја барем мислам дека се подлабоки, не се бавам со дневна политика или со нешто, иако знае и некој таков настан да ме кикне и да ме испровоцира. Меѓутоа тоа што го пишувам, знам дека е актуелно сега и ќе биде и за 20 години и за 50 години, значи се општи човечки моменти и состојби, она за што пеам.